Цената на нафтата се искачи на највисоко ниво во трите последни недели, достигнувајќи $94 за барел. Континуираниот раст е резултат на неизвестноста на конфликтот на Блискиот Исток, кој не покажува знаци дека ќе биде разрешен со преговори во скоро време. Американскиот председател Доналд Трамп најави жестоки мерки за Техеран, кои ќе ги опфатат сите нивни трговски елементи, тврдејќи дека им дал повеќе можности за мировен договор. Шверце на нафта, линии за размена, трансфери на готовина, менувачници, бродски регистри, компании и параван. Сето ова мора веднаш да престане, знаете кои сте. Никој не и даде на Исламската република Иран поголема можност да постигне договор од мене. Трагично за нив тие не ја искористија. Најновата стратегија на САД за отворање на Ормускиот теснец, кој е клучен за превезување на нафтата, е голем економски притисок врз Иран. Наместо напади со дронови и ракети, американската влада се заканува со економска изолација како што светот никогаш не видел. Таа планира значително да ги засили санкциите врз Иран, како и врз сите негови трговски партнери, од кои еден од најважните е Кина. Трамп изјави: секоја земја што им дозволува на своите финансиски институции, компании, аеродроми или владини агенции да обезбедат каква било форма на помош на Иран, ќе се соочи со огромни економски последици. Ова ќе биде економскиот ДНД и потребна ни е поддршка од сите наши сојузници за да изолираме и победиме иранската закана заедно со Соединетите Американски држави. Детали за американскиот план се очекуваат во понеделник и како што стојат работите не даваат многу надеж за отворање на теснецот, бидејќи веќе со месеци тие и онака вршат голем економски притисок врз Техеран, а војната се наближува до 6-тиот месец.